Во Телма Метео започнуваме со нашата утринска тема на која што ќе се разбира да ќе се задржиме и ќе го ставиме фокусот за нешто што е апсолутно важно и неопходно за нашиот живот. Се разбира тоа е опстојувањето или опстанувањето на пчелите, нивното одржување, негување, а при тоа она кое што треба да го знаеме и да бидеме навистина свесни. Докаде сме со таа свесност, а исто така и докаде се сите оние проекти и едукативни кампањи кои што се превземаат за сето тоа во однос на можности и предизвици за развој на одржливо пчеларство во Македонија, зборуваме во продолжение со нашите денешни гости, кои меѓу другото ќе ни откријат и настан кој ќе се одржува на 20 мај или во пресред на денот на пчелата, меѓународниот ден на пчелата. Заедно со нас ова утро се Дејана Антич од хуманитарната организација Адра Македонија, како и Магдалена Јовановска, која што е најдобра млада пчеларка, и двајцата заедно имаат доста добри приказни да ни кажат, да ни споделат исто така и важни информации кои што треба да ги знаеме на оваа тема. Па ви посакуваме добре дојде во нашето студио утринско на Телма и убаво утро се разбира. Сега сме буквар празен и чекаме само да го запишуваме и да евидентираме тоа што ќе кажете. Кога сме пред да продолжиме секако за активностите и предизвиците и развојот за одржливо пчеларство, колку игра улогата времето и овие осцилации сега во моментот во кој што се наоѓа Македонија, можеби како географија, и како се прилагодуваат. Да, бидејќи знаеме дека тие нели преку танцот и преку заедницата добро си се адаптираат и се агилни, ама колку штета прават можеби овие температурни разлики на пчели. Како најмлад пчелар, така? Дамите имаат предност. Најдобра млада пчеларка. 24 годишната Магдалена денес во студио. Да. Секако климатските промени си го земаат својот замав и сведоци сме на се поголеми загуби, најмногу во зимскиот период на пчелни семејства. Сето тоа доаѓа поради големите суши во есенскиот период и пчелните семејства не можат да обезбедат доволно полен за да го создадат нели зимското легло и успешно да ја презимат зимата. Исто така, овие нестабилни времења во пролетниот период, нас дождовите не одговараат за да имаме се поголема вегетација, меѓутоа не е дождови во форма на невреме. Тоа би било голема штета. Да, голема штета кон, да речеме, посеви кои има со медоносни растенија и слично. И некога информација, дали е точно дека 70% од растенијата, овошките, зеленчукот што го јадеме, токму доаѓа до прашувањето и благодарност. 80%. Да. Колку треба да сме благодарни, а колку денес не сме благодарни, како да го минимизираме можеби постоењето денес на самата пчела. Го земаме здраво за готово. Научниците и експертите со кои што Адра Македонија соработува, светско а наше, од Факултетот за земјоделски наука и храна, кога ги држиме предавањата за сите заинтересирани нови и веќе етаблирани пчелари, вела дека страницата за пчелата уште не е, последната страница од книгата за пчелата уште не е напишана. Значи, до ден денес науката не може да потполно да ја открие мистеријата, тајната и сето наубаво што го прави пчелата за човекот и човештвото. Значи, нови податоци, нови истражувања кои што доаѓаат до фасцинантни сознанија за тоа што всушност или какво е значењето на пчелата. Значи, по човекот, односно по човештвото и целокупниот живот на планетава. Да, велат сега веќе се збори на човештвото и планетава Земја не му прети опасност толку од нуклеарна војна, нели како што нас постојано не бомбардираат и не плашат. Човештвото никој пат не било ни спокојно и мирно во историјата на постојањето. Така, ама нели сега посебно се форсира тоа нуклеарната војна и така натаму. Тоа е дискутабилно, нема тука некој вистински страв по мене, може и грешам, меѓутоа некои паметни луѓе зборат дека всушност опасноста за човештвото е од нестанокот на пчелата, од негрижата, како што рековте Ивана, на повеќе број чинители во врска со поддршката на пчелата за сето она што го прави она за човекот. Значи не збораме само за Македонија, збориме на глобално ниво, нели Магдалена? И веќе се приказната за тоа што државите, локалните власти, регионалните власти
и сите други чинители битни во ланецот за поддршката на пчелата не го прават она што би требало да го прави човекот визави што пчелата го прави за човекот. Така да има доста работа за сите нас, меѓу кои и посебно за медиумите, за да овие убави работи за пчелата што ги прави за нас, ние да пробаме да вратиме назад. Така. Имаме доста работи што сакаме да ги кажеме, или она кое што ќе го најавиме и она кое се прави проектот посветен на жените пчеларки. Зошто е важно жените да бидат инволвирани или во вакви проекти, поточно да се даде значењето. Магдалена може да го каже првенствено тоа и како жена девојка, нели? А исто така и како најдобра млада пчеларка, бидејќи таква и титула доби, и исто така во однос на тоа како се раѓа љубовта кон пчелите, она кое што исто ги имаме како информација е дека ти си навистина едно чудо, бидејќи знаеме дека за да се одржуваат пчелите и за да може да се изнегуваат на соодветен начин, треба и соодветна опрема во однос на допирот со пчелите и така натака. Но еве Дејан ни откри дека кај не е таков, дека ти тоа го правиш освен што имаш нели заштита за лицето, го правиш сосема со голи раце. Па еве и може малку и во тој контекст поточно и за твојата работа или секојдневие со пчелите? Па видете, тоа малку доаѓа и од внатре, не знам како да кажам, јас не чувствувам потреба дека треба да се заштитам на некој поголем начин од пчелите, бидејќи ги чувствувам како мои, како пријатели. Затоа морам да ги заштитам очите, нели секако, бидејќи секој убод во окото доведува до слепило, меѓутоа на останатите делови од телото сум, да речеме, навикната да ме боцкаат и немам никаков проблем со тоа. Околу тоа колку е важно да бидат вклучени жените во пчеларството, сметам дека проектот кој го предводи Адра Македонија е доста важен, бидејќи не само на жените и на секој млад човек му е потребна поддршка за започнување на било каков бизнис. Мојата приказна со пчеларството беше, да речеме, јас се запишав на факултет во Словенија, на сосема друга насока, транспорт и шпедиција, меѓутоа таму најдов проблем со сместување и се вратив назад. Тука веќе ми беа истечени сите рокови за запишување на факултет и одлучив да паузирам. Во меѓувреме до нашата викендица во Куманово има пчелар и почнав околу него едноставно да се врткам, да му помагам со пчелите, да му додавам рамки, опрема и нешто. Во Куманово, ама поточно да не се мисли во градот, него во селото. Да, Војник, село Војник. Војник. Да. И така некако се разви се поголемо и поголема таа љубов кон пчеларството од моја страна. На подарок добив 4 кушници и така започнав да се развивам во пчеларството. И беше најдобриот подарок на животот што си го добил. Да, дефинитивно. Бог има друг план, така велиме. Тоа сакам да кажам кога кој што го спомена Ивана. Сериозно интересно кога ова што го кажуваш со факултетот. Сакаме да одиме во една насока, но животот не носи на некоја друга страна. Е уште еден податок дека случајно ништо не е во животот и дека понекогаш занаетот, професијата или она што е наша вибрација не одбира и ќе не одлече во друг пат и еве уште еден примерок мислам дека ова е твоја приказна. Да, во меѓувреме се запишав на факултетот за земјоделски науки и храна, на кој дипломирав сега во јануари годинава. Браво. И сум земјоделски инженер. Исто така, по препорака на професорот Александар Озунов, влегов како практикант во пчеларска компанија Goldbricks, во која успешно работам 4 години. Таму работиме со 600 кушници и веќе сум координатор на активностите на терен. Што со тоа сакам да кажам дека е доста важно да некои проекти како овој на Адра Македонија ги поттикнат луѓето да се трудат и да одат во некоја насока за која можеби претходно не размислувале. Така, и сега, оно што ме интересира во контекст на
нели таа дружба со пчелите како велиме, веројатно тие истото тоа го чувствуваат и затоа се толку пријателски расположени, но кога е важен пристапот, е важен во целина, односно да се биде комплетен и темелен, особено кога зборуваме за негувањето и одржувањето на пчелите, сето тоа кое што им е потребно. Значи, на вистинска посветеност. Веројатно, без тоа не би можело ништо понатаму и да функционира. Како изгледа тој процес? Барем како беше кај тебе од почетоците? Да се посветиш на сето тоа, да научиш што се е потребно, а понатаму и тоа да се изведува во континуитет. Посебен занает, дефинитивно е посебен занает. Да, јас морам да кажам дека имав поддршка од моите родители, што е доста важно за започнување на било кој бизнис. Секако во пчеларството е многу важна работа да имате добар учител. Човекот што мене ми ги подари кошниците, на почетокот ми ги откриваше, да кажеме, тајните на самото пчеларство. Потоа преку различни проекти на Факултетот за земјоделски науки и храна успеав да речеме да го научам пчеларството во целост. Тоа никогаш не може да се случи да знаеме 100% за пчелата. Меѓутоа, да кажеме, добри информации за да може да се работи успешно и да се добие квалитетен производ на крајот на денот. Да, има многу интересни податоци и факти, меѓутоа, што е најфасцинантното кога влезе во бизнисот, Магдалина, и кога влезе во занаетот, што те фасцинираше? Ние нели точно знаеме некои интересни факти кои што се поврзани, знам, дека имаат 5 очи, дека имаат неверојатна меморија, дека се во симетрија, дека живеат во заедница и дека се можеби едно од најинтелигентните суштества на планетата Земја. Најинтересното е што секое пчелно семејство е различно. Вистина? Да. По карактер, по однесување, по големина, по приноси на мед. Секое семејство е приказна за себе и работата со пчелите не е монотона. Тоа најмногу ме привлече. Сакаш да ми кажеш, ако имаш 4 кошници во моментот, сите 4 се различни? Сите 4 се различни на свој начин. Да, и веројатно токму оној кој што ги чува си ги разпознава и знае какви се и може да се разбере со нив или таа една некоја чудна комуникација која што создава пчеларот со пчеларите. Дијан, веројатно веќе се согласите со сето ова кое што ете и го кажа Магдалина и со искуството работно кое што го имате, но и проектот за кој што споминавме за жените кои што може да бидат двигатели на промените кога е пчеларството во прашање, особено во нашата земја, и тоа е проектот на кој што се работи. Меѓу другото, на кое се најавува за 20 мај, меѓународниот ден на пчелата, накратко ни кажавте и неофицијално пред да започнеме со разговорот, што ќе биде исто така дел од тоа, а апсолутно важно за секој од нас во однос на тоа едукативно ниво или зголемување на свеста за важноста на пчелите, помалку да се придвижиме со побрз чекор за тоа што всушност нели значат пчелите и која е важноста и на пчеларите кои што го работат сето тоа. Да, значи Адра Македонија како хуманитарна и развојна сега организација пред 5 години победи на еден конкурс во конкуренција со 120 канцелари на Адра International. Адра е одделот на адвентистичката хуманитарна мрежа и имаше еден иновативен фонд во кој што се поддржуваат иновативни проекти во земјите каде што делуваат нели адрените канцелари. И во конкуренција со 120 земји ние го добивме првиот проект за развој на пчеларството во Македонија. Горе од централата во Америка се препозна дека овде има добра приказна, дека може да се постигнат добри резултати, дека е тоа потребно за човештвото и дека има добра екипа која што може тоа што ќе го напише и тоа ќе го спроведе. Ние, инаку Адра е препознаена во Македонија, понешто се разликува со голем број нели други организации, невладини и така натаму, што ги помага оние луѓе кои што се во руралните планински делови во кои што ретко човечка нога стапнува или некој друг е заинтересиран да пружи било каква помош. И ние врз основа на долгогодишното искуство работа со такви загрозени луѓе решиме сега нешто да направиме, не само делење помош, него нешто да пробаме да помогнеме да имаат еден одржлив приход и
од сите идеи и концепти решивме да се посветиме на пчеларството и веќе Адра Македонија стана како единствена организација, стожер, како еден посредник помеѓу науката, помеѓу луѓето кои што сакаат да се вратат на својата дедовина, каде што сакаат да привредуваат со земјиштето што е оставено, а кое што има одлични можности, како што викаат експертите и од Словенија и од Македонија. Баш како еден мост, да речеме, помеѓу овие светови. Да, и нели сето на знаење, например, јас што го стекнав на обука во Јапонија, сега добив одлична можност да тоа го спроведам во дело и така и успеавме на терен да постигнеме. Проектот првиот проект што го добивме пред 5 години од страна на централата на Адра се покажа како доста успешен. Успеавме 20 луѓе кои што нема поема за пчелата да ги заинтересираме и они денеска прават мед. Они продолжија со производството и со пчелата, успеавме да се заљубат во пчелата, а тоа го направиме затоа што ние се поврзавме со најдобрите. Ние сакаме да им пружиме најдобра опрема, нели? Сите се заинтересирани нашите луѓе, дајте. Меѓутоа, да, ние даваме добра опрема, меѓутоа мора да добијат и право знаење. Да. Затоа се поврзавме со експертите од земјоделскиот факултет, добивме одлична поддршка и добија право знаење. Значи, ние успеавме тогаш да добиеме една добра класа на едуцирани пчелари. Врз основа на тие резултати, со помош на сестринската организација од Адра Словенија, ни се обратија, велат има повик од Министерството за надворешни и европски работи во Словенија да конкурираме со еден суштествен проект за развој на пчеларството во Македонија. Дали сте заинтересирани? Нормално, кога видовме какви све можности Словенија ги нуди за поддршка на пчеларството. Но вие кажавте како таму населението знае да цени и е свесно малку повеќе за... Како пчелите да се во нивната крв. Да, ние со Магдалена бевме на студиско патување во Словенија и тука се фасциниравте. Видовме колку сите чинители, ние она што ги посекуваме, нели што ни е сон, да го постигнеме во Македонија, таму е веќе реалност и Словенија нели една од водечките земји. И едно од најзелените европски земји, ама пак ќе кажеме, еколошки феномен се од секој аспект, мислам дека придонесуваат за истото. И апропо ова што го споминавме нели зад камерите пред да почнеме со темата, говоревме и понекогаш вие како стручни лица можеби треба да го посочите како критика до нели она законска и самата институционална рамка. Колку е развиена и доследна регулативата што денес можеби го уредува пчеларството во Македонија? Па, видите, Марко, тука тие, кога ги прашате, например, професорите, они ќе речат, не добра е регулативата. Кога ќе зборите со луѓето што се на терен пчеларите, они велат не, има можност за подобрување. Се постои дискрепанца, можеби? Има, јас врз основа на некое мое искуство со претходни работи во делот на некои други индустријски гранки, сметам дека има простор за подобрување во регулативата врз основа на позитивни искуства, например во Словенија, а и во некои други земји. Така да, тоа е еден од правците што би сакале да работи во наредниот период. И ова што сега на 20 мај, Меѓународниот ден на пчелата, која што е веќе 2017 година прогласено од УНЕСКО за Меѓународниот ден на пчелата на иницијатива на Словенија. Овде ќе го прославиме денот, нели, роден денот на Антон Јанша, основоположникот на пчеларството во Словенија, со поддршка од амбасадата, Земјоделскиот факултет, Факултетот за земјоделски науки и храна, бидам прецизен, и Адра Македонија се подготвува еден многу убав настан да се одбележи Меѓународниот ден на пчелата, да се каже приказната и меѓу другото ќе го отвориме и паркот на пчелата, еден дел
од битен дел од проектот Жените пчеларки како двигатели на позитивни промени во 20 мај тоа ќе се случи? Македонија, Локацијски каде? Пред платото на земјоделски факултет. Тука се таа приказна веќе го добива својот крај, пакот е веќе скоро готов и во соработка, нели, ова е проект кој што е финансиран од Република Словенија, владата на Словенија, со помош на своите партнери и, нели, во соработка со Факултетот за земјоделски наука, со експертите од Лабораторијата за биологија и селекција на медоносните пчели, успеавме да направиме едно место за прв пат, мислам, во Југоисточна Европа, каде што и сите заинтересирани граѓани, меѓутоа и студентите, ќе имаат потреба од на едно место да дознаат многу работи за пчелата. Фантастично. Паркот на пчелите, рековте, ќе биде за прв пат отворен, Да. и малку повеќе да речеме за тоа како или на кој начин Ќе функционира може би истиот. како ќе биде Ќе има може би достапен. самоотворен карактер, редовна посета на посетители, како ќе изгледа тоа? Отворено за сите што ја сакаат и што ќе се заљубат во пчелата. Кога зборевме за Магдалена, видете, за све нешто да си има успех, мора срцето да работи, мора да си има љубов. Кога љубовта работи, затоа и работата оди напред. Еве, например, со убавата приказна што Магдалена ја сподели со Имаше со нас. интересна експанзија, вие споделивте и зад камерите за мој пријател кој што по 2 децени работа на пат, едно друго, замина во Нов Зеланд и на 45 години, еве чисто ќе го споделам за гледачите, одлучи да ја смени професијата и кога ги гледам неговите фотографии некогаш и сега на Владко, експресијата поинака. И тој вели холистички делуваше на мене целата, можеби, филозофија и животот, и се заборавам. 16 часа се малку за мене, вика, се заборавам на планината, сега нели тој во Нов Зеланд. Меѓутоа, сериозно, која беше најголемата трансформација што се случи кај Магдалена во моментот кога влегува во заедницата на пчелата? Па не знам, Ако може треба би вака алегорично или метафорично да го кажеш, поетично можеби, ајде. се ослободуваш. Да речеме, од грижите од надворешниот свет се ослободуваш, влегуваш во некој свет на, не знам, убавина, природа, чист воздух, немаш стрес, немаш нервози, си работиш со пчелите и кога завршуваш, после влегуваш во метажот на градот и се враќаш во реалност. Така, што значи дека и работата со пчелите е еден медитативен процес кој што апсолутно, нели, како велиме, психофизички влијае. Добре рече Дејан, кога нешто го сакаме со срце и со душа и кога го работиме со вистинско задоволство, неминовно е да се носи успех, па и од тука, нели, титулата за најдобра млада пчеларка. Но што значи за тебе оваа титула во насока на тоа да, ето, оние кои не следат се исто така млади, сакаат или можеби се заинтересирани за пчеларството, да биде еден поттик, еден позитивен пример или мотивација дека навистина може да се успее. Да се трудат. Например, кај нас во било која гранка од земјоделството, кој млад човек да се вклучи ќе најде на предрасуди. Така беше и кај мене, и плюс дека сум девојче. Секогаш од страна, да речеме, постарите пчелари доаѓа со сега девојчево на 21 година, што ќе ме каже она за пчеларството, јас сум работел 50 години предходно со пчели и така натака. Меѓутоа, после одреден период, луѓето омекнуваат и попуштаат, да кажеме, и спремни се да слушнат. Се уверуваат. Да слушнат и критика и совет за работата со пчелите и од помладите луѓе, бидејќи ние пред се имаме поголем пристап до информации и сето тоа што доаѓа со младоста, да кажеме. И некако не одговорите на некои може прашања или околу клучната улога на жените и младите во развојот на нова дејност, и кога би говорил сега повторно за заедницата и културниот контекст, да не забораваме дека оскаровски филм Ханелент или Медена земја, која што ја апострофираше темата за жените во пчеларството. Меѓутоа, дали денес, Дејан, Магдалена, може би вие од вашето децениско искуство ќе кажете, постојат традиционални практики можеби кои би можеле да се интегрираат и денес во пчеларството, и сега кога говориме за новите софтвери, дигиталната ера и така натаму, имам баш прашање
колку технологијата денес, како дигитални алатки, сензори, софтвери се користат можеби во нови практики за пчеларството и самата заедница? Јас можам нешто да кажам на таа тема во смисла на примената на технологијата да кажеме, во пчеларството, меѓутоа и во други гранки. Во основа на претходни истражувања и така натаму, многу малку во Македонија се употребуваат современите технолошки решенија. Значи, традиционалните практики се правило еден. Да, видете, Марко, нема еден интегриран систем кој што ќе работи на поддршка кон оние кои што сакаат и кои што се занимаваат со пчеларство. Се некако парцијално. Затоа Адра Македонија во претходниот проект купи еден цел погон за прием, преработка и пакување на мед. Затоа што видите, има според немаме ние дури еден систем да знаеме колку точно пчелари имаме. Потребите за унапредување, усовршување на пчеларството се огромни, и во делот на регулативата, и во делот на знаењето, и во делот на технолошките решенија. Факултетот за земјоделски науки и храна сега воведе и еден смер за дигитално земјоделство, што е одлично. Оно што сакам само да се малку вратам на темата, сакам да кажам дека со помош на вакви проекти и со поддршка на владата на Република Словенија, ние успеавме 30 млади луѓе да ги заинтересираме и да се занимаваат озбилно со пчеларството. Создадовме една висока класа на пчелари. Ги донесовме на земјоделски факултет. Во период од 3 години имаат континуирана поддршка. За прв пат тоа се случува во Македонија. Не е само ќе ви дадам опрема, ќе дадете 2-3 обуки и толку. Значи конзистентен процес е сепак. Конзистентен процес ако сакате да има успех. Што друго направивме? Значи, им дадовме најдобра опрема, им дадовме најдобри знаења, успеавме на оние земјишни површини, не во градовите, него негде секој има баба, дедо, тоа оставено, тоа така, да се вратат таму. И она што сакам исто да напоменам, дека сега добро се заработува. Прво се доби добро знаење, има чинители кои што може да добијат, ако сте заинтересирани, ако сакате. Факултетот за земјоделски науки веќе ја има светската школа за пчеларство. Ако сакате, повелете. Понатаму, има организации и други чинители кои што може да ви помогнат. Исто така, пред некој ден слушнав, исто имаме добри факултети, електротехничкиот факултет, професорите. Значи, има можности во Македонија да се остане, да се добие добро знаење, да се продолжи да се работи и со собствен бизнис. Магдалена има и собствен пчеларник од 50 кошници и плюс работи во друга. И плюс студирала. Значи се е можно доколку се сака. Љубов, само љубов, рековме неколку пати, тоа ќе го потенцираме. Ви благодариме многу што бевте заедно со нас во нашата утринска тема, што имавме можност да се запознаеме и со Магдалена, како една најдобра млада пчеларка, рековме одлична можност да се слуша нејзината приказна, но и поттек за сите оние кои што сакаат и можеби им недостава со малку храброст или можеби се во некаква дилема и двумање да сепак излезат од таа комфортна зона како велиме и се обидат доколку ги привлекува сите тоа да пробаат, а исто така и да го најавиме настанот на 20 мај или на денот за меѓународниот ден на пчелата, настан кој што е од отворен карактер, како што рековме ќе се отвори и за прв пат паркот на пчелата и нешто што ќе ги отвори повторно видиците за развој и можност за развој на пчеларството во Македонија, нешто што беше и наша денешна тема. Се гледаме и во следна прилика, верувам, со многу новитети и настани кои што би можеле да ги презентираме токму така. Благодарам на поканата и Иване, само уште еднаш да спомнам дека со поддршка на амбасадата на Република Словенија организиравме, дизајниравме дигитален квиз да насочат. Да, може да видат на Facebook страницата, Instagram страницата на Словеничката амбасада, во кој што учениците од 5 до 9 одделение од сите основни училишти се пријавуваат, дознаваат низ прашања и одговори, дознаваат за пчелата, за убавината на пчелата, одговараат на прашањата
И сега добивме информација дека скоро 10.000 ученици се пријавиле Браво. на квизот, Да, дознале одлична за бројка. пчелата, а најдобрите, добив информација од амбасадата, беше планирано 3 награди. Сега амбасадорот, неговата екселенција Грегор Прескер, ќе гледа да бројот на наградите, убави награди, на денот на пчелата на 20 мај пред платото на Земјоделски факултет, најдобрите ученици ќе добијат убава награда. Да, секако треба да бидат наградени за своето знаење и за своето учество, а тоа е чекор напред исто кон едуцирањето на младите генерации за пчеларството. Тоа е и можеби некоја наша следна тема, бидејќи има и многу и на тоа поле да се зборува. Да, именно мислам дека добро некако ја представивме и ја пресликавме најдобрата природна канцеларија на Магдалена и ваша потем и потикнуваме секој пат некако можеби да се сминат некогаш и професиите наши, да излеземе од комфорот на зоната и да направиме некаква животна промена што е многу важна ако ја имаме таа екзистенцијална криза.